Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 118-то издание, односно специализирана радиоемисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ќе говорам за една ТВ серија на Apple Plus во која се соочуваме со изведба на еден насилен чин од страна на лик кој не е во контрола на сопственото тело, затоа што некој од неговите проектирани идентитети ја има пред се контролата врз телесното кормило, меѓутоа најголемиот проблем е докажувањето на тоа дека други се возачи на возилото од кожа и коски, кога во клиничката психијатрија не е востановено постоењето на дисоцијативното расстройство на идентитетот, односно нарушување на идентитетот која докторката на обвинетиот и неговиот адвокат мора да ја докажат пред судот, што не е лесна задача, со оглед на тоа што никој претходно ја нема разубедено поротата да не ја препише вината на обвинетиот за стореното дело, иако е изведена пред се од страна на неговото тело. Станува збор за серијата The Crowded Room, за која ќе ви говорам во денешното издание на ТВ 103, која што го започнавме со Astral Wizard, односно со стонер рок бендот од Чикаго, од Илиноис, од кој што го издадува нивниот истоимен албум Astral Wizard, од кој што ја слушнаме Superhuman и Hyperflight, значи слушнаме две композиции кои што ги поседуваат тие пустински рок-н-рол, хард рок влијанија кои што се доминантни со многу мал зачин на психоделија, и во продолжение ја слушаме Lucifer Morningstar, исто така се наоѓа на нивниот албум. А доколку сакате да дознаете што се крие во главата на протагонистот на оваа серија, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која планира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Зlatko Ѓелески, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 118-тото издание на емисијата ТВ 103, која што е посветена за ТВ серијата The Crowded Room, која представува американски психолошки трилер мини серијал, кој е создаден на страна на Акива Голдсмит, а него па го знаете од малиот екран, како човекот кој што стои за ТВ серијата Fringe и за серијалите кои што беа врзани за и околу Star Trek, а од големиот екран го знаете како сценарист на Шумахеровите Бетмени, потоа тоа е сценаристот и на филмот Lost in Space, Оскаровец од A Beautiful Mind, iRobot е негов, адаптациите на Ден Браун се негови, Disaster филмот The Fifth Wave, Rings, по новата верзија исто така негова, Dark Tower, адаптацијата на Стивен Кинг е негова, исто така е режисер на A Winter's Tale и Стефани. Продуцирана е ТВ серијата The Crowded Room за стримерот Apple Plus, која моментално се прикажува на неја хорор адаптацијата The Changeling и периодичната ТВ серија Lessons in Chemistry, како и комичната Still Up и документарните Месемиц Америка и The Enfield Poltergeist, од кои можам да кажам дека све освен документарните ќе ги гледам, затоа што ги избирам епизода по епизода, не сакам да ги гледам недела за недела, затоа што губам темпо и редоследот на гледање ми бега и занемарувам многу елементи за, например, ако дојде време да се разговара со серијата или да ви ја приложам, ќе значи дека сум го гледал, например, пилотот пред 2 месеци, а во меѓувреме сум гледал многу други серии кои што се појавиле одеднаш, па затоа ги избирам на едно место и ги гледам во краток временски период и најдобро би било тоа со преполовување во мојот случај, меѓутоа во конкретно за случајот на оваа серија гледав по 2-3 епизоди на ден, така што се пролонгира гледањето на 4 дена, поради моје патување дополнителни обврски, иако се уште препорачувам да се сече напола и да се гледа во 2 дена една серија. Во ноември најавени им се продолженијата на Apple Plus, дека ќе се одвиваат сушност нови серии на Apple Plus, периодичната The Buccaneers и чудовишната Monarch Legacy of Monsters. Моментално ја гледам новата сезона од The Morning Show, која што се емитува на Apple Plus, и во ноември е најавена последната сезона за For All Mankind и Slow Horses, така што Apple си држат до мотото квалитета, не квантитет, што на крајот се сведува да гледам повеќе нивни серии отколку квантитативната понуда, например, што има Netflix и останатите стримери кои што бомбардираат со огромен број на серии, меѓутоа ништо од тоа скоро и да не е интригантно за да се погледне во целост.
The Crowded Room брои 10 епизоди со време трајање од помеѓу 40 и 50 минути, што значи дека за да ја изгледате во целост се потребни околу 8,5, да речеме, часа. Почна со емитување на 9 јуни, а заврши на 26 јули, со тоа што првиот ден се објавија 3 епизоди, а потоа се емитуваше недела за недела секоја нова епизода, за да се покријат 2 месеци на емитување, односно секојаш добродојден потеке фрлањето на мамецот од првите 3 епизоди, па ако ви направи мерак, имате можност да ја гледате недела за недела. Иако за мене тоа се уште е непрактичен и застарен метод на емитување со еден чекор во права насока. Серијата ја се базира пред се на книгата The Minds of Billy Milligan на Даниел Кис, кој исто така има напишан уште една нефикциона книга за овој човек, односно нејзиното продолжение објавено во Јапонија под насловот The Milligan Wars. Во серијата станува збор за Дени Саливан, глумен од Том Холанд, кој е затвореник, и низ флешбек се навраќаме на причината поради која завршува за решетки во разговорите кои што и води со психологот Раја Гудвин, глумена од Аманда Сайфрид, која го диагностицира пред се нарушувањето на идентитетот кај него, но нема поддршка од колегиумот затоа што не е установена во стручната литература оваа болест како термин. Дени е осуден затоа што пука со огнено оружје на јавно место, нишанејќи во неговиот очув, и за време на разговорите на него со Раја доаѓа до констатацијата дека Дени има создадено поделени идентитети во мигот кога доживеал голема травма, како своевиден механизам за заштита, односно во мигот кога е силуван од очувот, потиснувајќи го пред се тој немил чин и дозволувајќи да го преземат кормилото останатите персони кои што ги креирал во него. Акива уште април 2021 почна да ја пишува првата сезона и тогаш најмувајќи го Том Холанд за носечката улога, или тој или никој друг, така било неговото обидување за тоа кој да ја предводи серијата, снимајќи го неговиот Basketball Diaries, ајде да речеме, како што тоа го направи Лео Ди Каприо во неговите млади години. Почна со снимање оваа серија на 31 март 2022 и заврши 28 септември, што значи дека стандардно снимање од половина година, што најчесто и се практикува за една ТВ серија, и снимена е во околина, во Нью Йорк и неговата околина. Exodus, Sanctuary, Murder London, Savior, Raya, The Crowded Room London, Family Judgment се насловите на епизодите, кратки и концизни, насочени на главното действие кое што се одвива во нив, а како што напоменав, Том Холанд, односно нео кој што го знаете од поновите итерации на Спајдермен, ја предводи оваа серија како Дени Саливан, лик кој се базира на Били Малиган, односно книгата која што е напишана за него, момче кој е пукал својот очув на среде бел ден во јавен простор, кој е воден кон реваншизам за тоа што има потисната травма која нели води до расстройство на неговиот идентитет, кој треба да биде докажано пред се на суд на една непостојачка диагноза, барем до тогаш. Том е пред предизвикот да покаже постојање на повеќе ликови во неговото тело и со помош на физичка изведба и гестикулација и говор, нели, да направи дистинкција помеѓу нив, дури и од различен пол и возраст, што јасно го граничи со неговата изведба на овој пред се комплексен лик Аманда Сайфрид, која што ја знаете од култниот Mean Girls, потоа таа глумеше и Козет во Лемис, глуми во First Reformed, Loveless, Monk на Fincher, You Should Have Left, Things Heard and Said и новиот на Атом Егојан Seven Veils, а во серии за неја говорев за низиниот преферанс во The Dropout и Twin Peaks, таа глуми Раја Гудвин, односно психолог кој го испрашува Дени и доаѓа до незината диагноза за дисоцијативното расстройство, која е отфрлена од незините колеги и се обидува да го искористи пред се како теза за истражување за да ја задржи факултетската позиција, која на крај ќе си отвори нејзина канцеларија. Таа не се откажува од Дени и свесна е дека му треба помош, а не да заврши за решетки во затвор, терапија,
тој дури преминува терапија со цртање и терапија преку уметност која што е добре дојдена кај него, меѓутоа во ниту еден случај таа не се откажува да докаже дека неговото место е во друга институција, а не во затвор, односно не му е потребна помош од професионалци. Саша Лейн, која што ја знаете од низиното деби од American Honey, потоа глумеше во личниот и тензичен How to Blow Up a Pipeline, ја има во новата итерација на Hellboy, а во серија ја има во Utopia и во Локи. Таа ја глуми Ариана, девојка со која дели кирија додека Дени бега од неговиот дом под закрила кај соседот Јуцак, која е промискуитетна и неретко ќе спие дури со девојки и со момци, вклучувајќи ги тие кои што му се допаѓаат на Дени. Еден од ликовите, како што ќе дознаете, кои што се премногу блиску на него, Уил Чейз, него го знаете исто така од Допсик, глуми во Sharp Objects ТВ серијата, говорев Stranger Things дека глуми, тој и во The Duke, така што често Уил Чейз се спомнува во оваа емисија. Тој глуми Марлин Рейд, односно тој е очувот на Дени, сопруга на неговата мајка Кенди, кој го злоупотребува Дени како мал и добива истрел од него на улица и глуми лудило на судење дека тој само најдоброто му го посакувал на Дени, дури не сакал да го тужи за тоа што е толку добар човек. Лио Рас, кој што го знаеме од оригиналниот мелодрама The Kindergarten Teacher, го глуми Јицак Сафти, односно насилен и мистериозен евреин, кој го прима под својот покрив Дени и го брани од насилниците, односно од врсниците и од дилерот кој ќе се обиде да обие во домот, уште една персона која што извира од самиот Дени. Потоа тука ја имаме и Емили Росум, која што ја знаете од Mystic River, A Futile and Stupid Gestures, од Poseidon, од Cold Pursuit, ремейкот, потенцирам, од Фантомот на операта, мюзиклот, и The Day After Tomorrow, таа ја глуми Кенди Саливан, односно мајката на Дени, која е медицинска сестра, најчесто е пасивна и го занемарува пред се постоењето на силувањето на Дени од страна на очувот, која е под силна пресија од незиниот избраник, кој па и не е некој си принц на бел конј. Дури во последните епизоди се обидува да стапи во контакт со суденикот, односно со незиниот син, кога тој ќе се обиде да исконтактира со неа, која повеќе му штети со сервилноста која што има кон сопругот, отколку не баре е негова заробеничка, отколку да му биде од помош на незиниот син. Ема Лерт, ја знаете од A Hunting in Venice и ТВ серијата Mayor of Kingstown, таа глуми Анабел, односно девојка на која ја фрлил око Дени, со која Ариана ќе ја има ќе го има први физички контакт, а потоа ќе биде извршен упад во домот на Дени и ќе биде заплашена од агресивната пресметка и ќе се запознае со различните персони кои што пред се ги манифестира самиот Дени. Леон Хок го глуми Џони, тој во на реалноста е син на Итан Хок и Ума Турман, уште една итерација во главата на Дени. Покрај него во серијата исто така глумат Стивен Барингтон како Анджело, Томас Садоски како Мет Дан, Майк го глуми Сем Вортоломеос и да не ги заборавиме Стенка Миса го глуми Кристофер Абот. Тој е адвокатот кој го брани Дени, кој има одлично изведено отворање на случајот, кој бара сите што кренале раци и го разочарале Дени да не бидат за пример и поротата да му помогне на ова момче, со тоа што и тој ја има тежината на каменот да турка по планината за да може да ја докаже пред се болеста која што има Дени, и секако Джейсон Айзекс кој глуми Джек Лемп, односно една британска персона во главата на Дени, кој наводно знае каде се наоѓа вистинскиот татко на Дени, кој излегува на површина за да преземе контрола врз ситуацијата со цел да го држи Дени во затвор и повремено да ги убива персоните кои сакаат да го докажат расстройството за да нели ја добие Дени потребната стручна помош. Джейсон Бедло го глуми манипулаторот, кој што раководи со сите ликови во неговата глава, еден од тие тајни антагонисти кои што се кријат во рамките на оваа серија. Во продолжение слушаме кратка најава за тоа како актерите си се доживуваат себе си, односно своите ликови кои ги глумат во серијата, и би продолжиле со неколку карактеризации кои што ги поседува оваа ТВ серија. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата ТВ 103, 118-то издание. Ви говорам за The Crowded Room. А во овој сегмент сакам да напоменам неколку карактеризации, односно неколку специфики кои што ја красат оваа ТВ серија, која што има одлична анимирана најава и според ново
подпишаните регулативи на WGA си има серијата 6 сценаристи за 10 епизоди, што значи дека ги исполнува новите услови за поседување на таа соба на пишувачи, барем минималниот кворум. Поглед на режисерите, Корнел Мондручо, кој што го знаеме како авторот на одличниот White God, Pieces of Woman и Evolution, е режисерот кој што ги режира првите две епизоди, односно пилотот му припадна нему. Потоа две режира Брейди Корбет, кој што го знаеме како режисерот на The Brutalist и Vox Lux, односно тој го глуми во Funny Games for Remake-от на Ханеке, го глуми Петер, еден од добивачите, и покрај нив две епизоди, односно финалето, го режира Мона Фастворд, која што и судењето и представувањето на Раја, неја ја знаеме како режисерка на The World to Come, и глуми во Vox Lux, и секако уште еден ТВ ветеран има една епизода, односно Алан Тейлор. Така што поделбата е во различен период, кога флешбек се дава, например, тука Корнел го презема во флешбек епизодите кормилото, а во финалето ја имаме Мона да ја преслика судницата и да ја направи пред се интимен портрет на Раја. Така што поделбата во контекст на содржината мислам дека е посоодветна за стилот кој што им одговара на авторите. Музиката е работа и Тревор Гурекис, од кој што ќе може да слушнеме на крајот на емисијата неколку композиции кои што тој ги има направено, односно тој најчесто соработува со Шајамалан, односно тој прави музиката на Old, на ТВ серијата Servant, исто така и на филмовите Voyagers и Bloodline, односно елегичното пијано преовладува во рамките на овој скор, со придружен се разбира со гудачка свита и перкашн, и има наплив на жичаните инструменти и во комбинација со електроника за да се потенцира тензијата. Во тие трилер елементи има употреба на битови за да се засили ритмот, така што ова е спој на класичното и модерното, а има богат музички избор од самиот саундтрак, односно Apple фрле пари на Godzilla, на Blue Oyster Cult, на Rock Forever, на Judas Priest, на Oh Sweet Nothing, на Velvet Underground, Disorder на Joy Division, имаме Welcome to My Nightmare на Alice Cooper, Bee Gees ги имаме со Night on Broadway, Multicolored Lady на Greg Allman, Guns on the Roof на The Clash, Mother Sky на Ken, Let It Be на Beatles, Time на Pink Floyd, така што се отворил паричникот на Apple. Thank you for sending me an angel на Talking Heads, и мислам дека и статус кво во една од епизодите ги имаше. Така што хард рок и рок н рол од 70-тите години и тоа како има значаен удел во и 60-тите се разбира во изборот на музиката за оваа ТВ серија. Во поглед на сценографијата го имаме од една страна замрачениот дом на Јацик и наспроти домот на родителите на Дени. Имаме снимки во судница, во затвор, психијатриски институции. Во поглед на фотографијата, Вилијам Рекстер снима 6 епизоди, него го знаеме како Хантерси од Халстон, ако не се лажам, снима повеќе епизоди од колку Ксенија Середа и Тим Норман, кои што снимуваат остатокот на епизоди, ги снимаат тие, кои го задржуваат во мрачен амбар, ги задржуваат ликовите во главата на Дени, даваат помеко светло кога се осветлува минатото на Дени со тој винтидж себе пристап, секако дека заглавуваат во судница на крајот на серијата, што секогаш е неинспиративно пред се за кадрирање. Во поглед на монтажата има 6 монтажери, со тоа што најголем број монтира епизоди Кристофер Ранд, монтажерот за кој што говоре во ТВ серијата The Staircase, кој успева да ги балансира флешбеците и незавидноста на тековниот случај во кој што е затекнат пред се Дени. Најпрви навраќањата за да го запознаеме како дете, а потоа и развојот на случајот си има свое место, како и споредните ликови кои што си имаат мали арки. Поглед на костимографијата и шминката, опрашање минато доба, така што треба да наликува во одоблеката на средината на минатиот век, надприродно нема, освен ако растројство на поделена личност е опрашање. И тоа што гледа. Поглед на хуморот и еротика скоро и да нема, ни едно ни друго. Еротика има пропуштена шанса во обидот за
екранизирање на таа тројка, која што ја напоменавме во контекст на ефекти, има повреди на тело и стрели и сето тоа е решено со визуелни потфати, односно визуелни ефекти, наместо да има значително демонстрирање на практични ефекти, меѓутоа се е дополнително средено со помош на маски. Поглед на флешбек имаме самиот Дени и неговата мајка и доживувањата во минатото, и секако дека останатите ликови кои што и гледа се соодветен дел на халуцинацијата која што има. Жанровска и психолошка трилер мелодрама која што завршува процедурално, се говори на англиски, а во поглед на недостатоците имаме предвидлива процедуралност, невпечатлива изведба на случајот кој не ја двои од другите ТВ серии од овие рамки, која не може да се темели само на изведбите на Холанд и Сайфри, туку мора да има нешто поспецифично и повпечатливо отколку носечките улови кои што исто така се одлично доловени. Поглед на континуитетот задржан има простор за навраќање назад, каде што кај Дени, нели, кога е во прашање самиот флешбек и одењето напред во судењето, се е од помош за комплетирање, нели, на мозаикот на сеќавање на Дени, што е реално и што е не. И дури на средината на серијата веќе се разглобува за тоа дека се проекција, односно ликовите кои што тој ги гледа во поглед на нивното градење, акцентот е ставен на персоните на Дени, ама има простор да се разработат и приватните борби и на Раја и на во соодносот на семејството на Дени, така што има простор да сите ликови во и вон главата на Дени. Поглед на аналогија, како што веќе и референции, серијата се базира, ви напоменав, на книгата The Minds of Billy Mulligan на Даниел Кейс, кој што се надевам со оглед на тоа што веќе нели ја има објавено е од него The Mulligan Wars, може би и постои шанса и за нејзино адаптирање, не би знаел, не би прочитана за да можам да говорам за тоа каде и како и кој дел од животот е оплатен во таа негова борба. Слични серии на ова секако дека се речет The Serpent, Love and Death, Kill Me, Heal Me, Death, United States of Tara, Mr. Robot, Rectify, The Sinner, Sharp Objects, The Patient, Mindhunter, Under the Banner of Heaven, Unbelievable, Cruel Summer, City of Fire. Драматична е ова атмосферата која што поседува оваа серија, гледливоста е загарантирана и постигната убедливоста во поглед на самиот епилог. Дени останува во психијатрискиот надзор и се изразува, нели, со помош на неговите цртежи, каде што и пресликува световите во себе и вон себе, а Раја си отвора ординација во нејзиниот дом, така што ликовите си го наоѓаат својот среќен пат во изодување. Поглед на евалуацијата има 8 од 10 оваа серија според мене и тоа на стаклени нозе стои. Поглед на продолжение, како што веќе напоменав, книгата на која се базира приказната си има свое продолжение, меѓутоа, иако сметам дека не е потребно и не би бил изненаден, можеби доколку Apple Plus од друга страна па ја и продолжат серијата. За сега не сум налетал на такви индикации, ќе видиме колку Том и Аманда пред се ќе им се глуми и ќе бидат слободни за да се нафат. Конкретно Том ќе биде слободен за да се нафати на нејзино продолжение, иако не сметам дека многу остана да се образложи за случајот, односно не верувам дека Том би избегал од институцијата или па дека би се влошила драстично неговата ситуација доколку не се држи самиот себе си под контрола. За останатиот дел на емисијата направив избор на композиции кои што се наоѓаат на албумот Mashup, односно ново албумско остварување на стонер блузерите Blue Almonds, потоа по нив ќе слушаме High on Fire со нивниот моќен албум The Art of Self-Defense, така што овие стонер сладжери си ги повикуваат луѓето гуштери за кои што ќе ги опеваат исто така и на овој албум и останатите нивни преведенија, и потоа ги слушаме Shotgun Volume, односно Clarity се вика нивното студиско остварување. Станува збор за гранџерски бенд со комбинација, се разбира, со стонер влијанијата, и на крајот на емисијата Тревор Гуреакис, како што веќе ви напоменав, слушаме музика, односно насловните теми и нивната обработка, во например, пијано верзија на носечката тема на ова ТВ серија, така што тоа ќе биде музичкиот избор за до крајот на емисијата.
а вие го слушавте 118-тото издание на емисијата TV103 со Златко Илевски, кај што детално ја анализирав првата сезона од серијата The Crowded Room. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток нова фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание на TV103 гледате ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.